Подводен свет. Големата бела ајкула. Еден од најопасните предатори на планетата. Нашиот тим на бродот Калипсо има проблеми. Големата бела ајкула Лулу им ја раскина на парчиња носилката вредна $5,000. Навистина опасен гриз. Не би сакал да сум во незина близина. Сигурно има половина метар. Овде фатила и откинала парче. Загризала површина со диаметар од 50 до 60 сантиметри. Не би сакал да сум од оваа страна. И среќа што станува збор за носилката. Брзо ќе ја поправиме и ќе ја вратиме во вода. Новозеландјаните и австралијанците ги издружуваат силите, откорнуваат неколку метри од бродскиот под и повторно се подготвуваат за борба со Лулу. Брус веќе доби уред за следење. Лулу е совршен примерок за прицврстување на вториот уред, само да биде добра девојка и да остане додека не завршат со подготовките. Додека Бери Шие, Ешли и Вейн почнуваат со заварување во Мулулаба. На нивната кола аквариум треба да се вгради дополнително зајакнување. Ќе ги ставам моите скапи заштитни очила за заварување. Подготвен си? Да. Ова се моите патентирани очила Ешли Рейбан. Вейн користи заштитна маска од $300, а мојата чини 3 до 4 центи. Не ми дозволуваат да ги користам скапите, па си направив собствени. Колата е дизајнирана да издржи удар однадвор, но не и притисок однатре. Мораме да завариме голема рамка овде, зашто внатре ќе има околу 1,5 тон вода на квадратен метар, која ќе притиска да излезе надвор. Ако не ја зацврстиме конструкцијата, водата ќе излезе. Филтрирањето ќе се врши во хаубата, а овде ќе ставиме акрил. Нивото на водата ќе биде до работ на прозорците. Ќе ставиме посебни цевки кои ќе водат до системот за филтрација, а оттаму преку пумпи ќе ја враќаме водата назад во аквариумот и ќе направиме затворен систем. Уште работите на колата, ништо не сте сработиле. Што и да носи Ешли за ручек, бидете сигурни дека не е риба. Чудно е што луѓето се чудат. Воспитувачките во градинките не јадат деца. Водоинсталатерите не го јадат својот алат. Па затоа не сваќам зошто луѓето се чудат што не јадам морска храна. Не сум откачен, јадам пилешко и месо, но не и риба. Ешли не јаде риби, но мнозинството морски животни јадат риба. Време е Роби Морт од Мелбурн да ги нахрани своите ајкули. Оваа работа не е за оние со слабо срце. Звучи налудничаво, но ова е најдобриот дел од работата. Уживам во хранењето, зашто морам да бидам присебен и смирен. Друштвото во аквариумот чека храна и кога ќе влезам внатре со кофата, миризбата ги возбудува животните. Лососот плива околу мене, а морската ража ѕуи во близина. Внатре има и желки, кои ќе ви откинат парче месо ако не сте доволно брзи. Затоа морате да бидете многу смирени, зашто и вашиот партнер зависи од вас. Нуркачите секогаш работат во парови и носат заштитни шлемови, и тоа со добра причина. Има многу приказни за опасни ситуации. Ако е ајкулата гладна и изеде една од рибите во аквариумот, ќе има крв внатре. А другите ајкули ќе сакаат да каснат свежа храна. Вие сте внатре со замрзната риба, а тие кружат околу вас. Еднаш низ нема храна, а околу нас кружеа ајкули. Водата имаше чудна црвена боја. Многу беше страшно, но се извлековме. Хранењето на ајкулите е многу популарно и привлекува најмногу посетители. Во маската на Роб има микрофон за да може да им зборува на посетителите. Доаѓаат разновидни риби. Прекрасно е и ми ја олеснува работата, зашто не морам да ги барам и бркам низ аквариумот. Оф, ме гризна една риба. За среќа не ме фати добро.
It'll make my job nice and easy if they come to me and I don't have to swim right around this tank and try and search them out. Ouch! That was a snapper. They really can hurt. Luckily he didn't get a good hold of me that time. Гледката од оваа страна на стаклото е спектакуларна, но Роби има сосема поинаква перспектива. Нуркачите ги хранат ајкулите од непосредна близина за да го следат нивното индивидуално однесување и начинот на исхрана, да им даваат лекови и дополнување на исхраната. Видовте како ме гризна. Но најопасни се зъбите на сивата ајкула. Тие се скриени во непцата и се редица игличести зъби. Кога ќе го фатат пленот, го зграчуваат со игличестите зъби и потоа го голтаат цел. Роби и Пол се обидуваат да ги нахранат ајкулите, но секогаш има непоканети гости кои доаѓаат на бесплатен ручек. А патем се и непристојни. Ако сакате риба, само кажете, не морате да ме гризете. По околу половина час, рибите конечно се заситуваат и лудилото престанува. Но некој е се уште гладен. Време е Џон Стивенс да ја фати Лулу. Ја поправија носилката што Лулу ја искина и сега сакаат да го прицврстат уредот за следење на оваа голема бела ајкула. Лулу не може да ја одолее на свежата туна. Таа ја загриза мамката и веднаш се враќа до бродот за да го изрази своето негодување. Ролф маневрира со бродот, а битката со Лулу продолжува. Не смеат да ја доближат до карпите или до пропелерите, но тоа не е лесно. Полна е со сила и енергија, го повлече топчето под вода. Колку е голема Лулу? Изгледа дека има најмалку 3 метри. Се измори ли Џон? Ова има повеќе енергија од претходната. Излези, малечка, уште е длабоко. Битката само што почна. Во океанографската зоолошка градина во Мулулаба, Ројс Пилинг и Рос Вернер имаат сериозен проблем. Една од нивните ајкули губи течности. Ројс, ке мораме да погледнеме одблиску, што мислиш? Вработените во оваа океанографска зоолошка градина будно внимаваат на сите животни, а особено на едни од најретките ајкули на светот. Сивата ајкула. Бевме долу, имаме една трудна ајкула и од неа тече некаква бела течност. Аквариумот се замат, па затоа ќе облечеме нуркачки костими и ќе влеземе да земеме примерок. Сивата ајкула е загрозен примерок и програмата за нивно размножување во заробеништво е клучна за нивниот опстанок. Токму затоа Рос и Ројс сите потенцијални проблеми ги сваќаат многу сериозно. Колку повеќе ќе научат за овие животни, толку повеќе ќе можат да направат се за да ги спасат. Главна задача на овие океанографски зоолошки градини е истражувањето и проучувањето на подводниот свет. Но уште поважно е луѓето да дознаат повеќе за океаните и живиот свет што ги населува. Секоја океанографска зоолошка градина има посебни тимови задолжени за едукација. Денеска му е редот на Джеймс Томас од Кели Тарлтон да одржи предавање. Денеска е во средното училиште Радерфорд во Окланд, каде ќе ги подготви учениците за предстојната екскурзија на отворено море. Повеќето ученици досега не нуркале, па затоа предстојната екскурзија е од посебно значење за нив. Джеймс и наставничката ќе се погрижат тоа да биде пријатно искуство за нив.
Посетата на островот на Козите е последната фаза од проектот на кој работевме цела година, а кој се фокусира на важноста на океанот за жителите на Нов Зеланд. Обкружени сме со океан, но голем број од учениците никогаш не нуркале и не биле на островот на Козите. Сакаме да им го представиме националниот парк. Нервозни се, но и многу возбудени. Вложивме многу напор да ги подготвиме, но ова ќе биде голем чекор. За неколку денови ваквиот чекор ќе го смени мислењето на учениците за океанот за секогаш. Ден Будој одамна го направи тој чекор, кој го одведе на факултетот по океанографија. Тој пристигна на островот Раул, на фрегатата Кантебури, каде ќе ослободи 2 желки кои ги лекуваше во Окланд. Првично сакавме да ги ослободиме желките кај Пур Најтс, но температурата на водата падна на 17 степени, што не е оптимално за нив. Затоа се решивме да ги ослободиме кај островот Раул, бидејќи на таа локација и порано сме пуштале желки. Морнарицата ни помогна да стигнеме до овде. Температурата на водата е околу 21 степен. Оптимална е за нашите желки и ќе им даде добри шанси за обстанок. Силниот и опасниот носат уреди за следење. Ден ќе може да дознае дали желките се снаоѓаат на слобода и дали избраната локација е добра. Јас и AJ ги ставивме желките во чанецот и сега ќе побараме добро место каде ќе ги пуштиме. Силниот и опасниот за неколку минути ќе бидат на слобода. Сивата ајкула живее на крајбрежјето. Изгледа опасно, но всушност е безопасна. Нуркачот би можел да го суреди за неколку минути, но досега не е регистриран напад од сивите ајкули. Бавни се и имаат импресивни заби, но тоа не беше во нивна корист. Со децении беа ловени како скапоцени трофеи. Нивниот број драстично се намали и сега тие се загрозен вид. Од тие причини, програмата за размножување во заробеништво е многу важна. Кога една од нивните трудни ајкули покажува знаци дека е болна, океанографите веднаш сакаат да испитаат за што станува збор. Една од нивните омилени ајкули, згрбавената, испушта некаква течност, а тоа е лош знак. Тие ќе мораат да земат примерок од течноста. Зедовме примерок од белата течност со инекција. Се надевам дека е трудна. Ова е прва бременост на згрбавената. Родена е пред 9 години во аквариумот во рамките на програмата за размножување. Ако успее да се породи, тоа ќе биде првиот примерок од втората генерација ајкули родени во заробеништво. Успеа да и се приближиш. Ќе го однесам примерокот и ќе го ставам во епрувета. Изгледа дека зедовме добри примероци. Ќе ги испратиме на анализа и ќе дознаеме што се случува со згрбавената. Добро е што успеавме толку да и се приближиме. Програмата за размножување во Мулулаба покажува најдобри резултати во Австралија. Вработените сакаат да го задржат епитетот. Ќе го префрлам примерокот во оваа тегличка. Ќе ја испратиме во универзитетот и тие ќе можат да ја анализираат течноста. Ќе дознаеме дали згрбавената носи младо или не. Личи на ембрионална течност. Роско, Ројс рече дека можеме да земеме уште еден добар примерок. Да одиме. Неверојатно, гледав како излегува течноста и одеднаш се појавија овие јајца. Извонреден примерок, многу редок. Ќе го однесам кај шефот
и ќе видиме што тој ќе преземе. Треба да направиме анализа и да утврдиме дали е трудна. Шефе, имате малку време. Ројс најде јајце од згрбавената. Дали имаме и други примероци? Зедовме примерок од незиниот измет. Стави ги во фрижидер. Ќе се јавиме во Мелбурн и ќе се потрудиме денеска да им ги пратиме, за побрзо да ја направат анализата. Супер, ќе дознаеме што и е. Од студенилото на аладилникот во Мулулаба одиме во тропскиот регион на островот Раул, Нов Зеланд. Бродот Кантебери ги превезува желките на Ден Гудој 600 километри за да им помогне да обстанат. Тие одвеј чекаат да влезат во водата, подобро што побрзо да ги пуштиме. Исто како и сивите ајкули и бројот на зелените желки е во опаѓање и тие стануваат загрозен вид. Затоа, океанографите потрошија толку време и пари да ги излекуваат. Жилките беа со нас 9 месеци. Силниот заринка на Ахипара, а опасниот на Муривај, на западниот брег на Нов Зеланд. Додека беа на лекување, тие многу се здебелија и сега можеме да ги пуштиме на слобода. Додовме до оваа област со гребени и случајно забележавме 2 зелени желки. Малку се поголеми од нашите желки, но се и ние сме среќни. Тоа е знак дека е ова локацијата каде треба да ги пуштиме. Уредите се вклучени. Дојде моментот. Пријател, време е да си одиш дома. Со среќа. По 8 месеци во заробеништво, силниот е конечно слободен. Зема длабок здив. Малку се двоуми. И тргнува. Okay, mate, this is it. Сега му е редот на опасниот. Freedom, mate. 1, 2, 3. Awesome. Ке се видиме, момчиња. Одлично сторено, Орта. All the best, eh? Сите 4 желки од Океанографската зоолошка градина имаат уреди за следење и се на слобода. Истражувачкиот проект може да почне. Податоците што ќе ги добие Ден во следните неколку недели ќе откријат многу нови нешта за овие чудесни животни. И овој тим е во потрага по такви податоци. Лулу наскоро ќе добие уред за следење. Добро ни оди. Закачена е веќе 50 минути. Ја фативме на мамката во 1:10, а сега е 2 часот. Долго се бореше и сега е изморена. Наскоро ќе ја качиме на носилките. Никој не знае каде одат големите бели ајкули и колку далеку патуваат. Џон Стивенс и Бери Брус сакаат да дознаат. Исто така сакаат да дознаат дали мажјаците и женките имаат различни патишта. Тоа наскоро ќе се дознае за прв пат. Додека Бери го прицврстува уредот на задната перка, Џон Стивенс почнува да ја вади јадицата од устата на Лулу. Во исто време, Крейг и Ајвор се трудат да ја снабдат Лулу со дополнителен кислород. Мораат да работат тимски и што пократко да ја задржат Лулу во носилката. 90. Дигиталниот апарат му кажува на Крейг колку кислород прима Лулу со секој здив. 87. Оваа информација се регистрира за прв пат. Бери користи електрична дупчалка за да ги зацврсти на вртките што го држат уредот на задната перка на Лулу. Навртките и завртките се направени сами да паднат по одреден период, за да не мора Лулу цел живот да го носи уредот. Антената на уредот се вклучува кога Лулу ќе исплива и при тоа праќа сигнал, кој океанографите ќе го примат преку сателит.
На тој начин ќе се следи нејзиното движење. Но тие мораат да бидат внимателни. Лулу може да им ја откине раката на Крег или Џон со едно гризнување. Уредот е прицврстен, но тие се уште се трудат да го извадат јадецот. Нивните раце се оддалечени само неколку милиметри од неколку редови заби, остри како жилет. Конечно, јадецот е изваден и Лулу може да си оди. Со помош на аквариумот во Мелбурн, тимот ја заврши најамбициозната програма за следење на ајкули досега. Unbelievable. Congratulations. Well done. Well done, Barry. Well done, boys. Done well. Сега треба само да чекаат. Сега ќе треба да чекаме ајкулата да ја исфрли перката на површина и да емитува сигнал. Тоа ќе биде наскоро. И што излезе на површината, сателитот ќе ја регистрира. Мрежата Аргос ќе почне да ни ги праќа податоците до нашата лабораторија по неколку часа. Ќе почекаме до утре и ќе видиме дали има сигнал. Брус и Лулу тргнаа на пат. Може би до плажата каде вие се капете.